Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добро вечер, почитувани слушатели. Вие сте на Радио Брановите на Радио Слободна Македонија, најубавото радио во боја во Република Македонија. Се надевам дека убаво го започнавте овој убав 7 декемвриски понеделнички ден. Секако утре имаме голем државен празник, кој што е воедно и верски празник на сите православни христијани. Еве оваа мала кратка пауза во текот на ова, значи втора практично декемвриска недела, последна, значи последниот месец од годината во која што можам да ја забележам дека имавме да вистина еден турбулентен период. Многу нешта ни стана јасни, уште многу нешта останаа да ги расчистуваме во наредната година, во 2016-та. Од таа причина, а и од многу други, како и секој понеделник во истиот термин, ве поканувам на повторно дружење на Концепт Соина. Сега предлагаме на убава музичка номера и се враќаме назад во студиото. Имаме денеска навистина многу интересен соговорник и за кој што ќе чуете малку подоцна. Почитувани слушатели, ние сме повторно назад на Концепт Соина. Јас сум авторот и водител на емисијата доктор Иванка Додовска. Како што ви кажав и на почетокот, оставив како една мала така загадка да бидете помало исчекување за мојот денешен соговорник. Секако дека тој не треба премногу да се зборува за него, доволно е само да го споменете неговото име и ќе ви биде јасно дека станува збор за еден исклучителен македонски општествено-политички деец, се уште млад човек во својата, се уште не достигнат зенит на својата општествено-политичка кариера. Мој драг соговорник денеска, почитувани доктор Филип Петровски. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам за поканата. Чест ми е, Филип, што сте вечерва со моите слушатели со мене во Радио Слободна Македонија, посебно во Концепт Соина, бидејќи навистина има многу работи за кои што мислам дека е созрено времето и би можеле да продискутираме. И секако знам дека моите редовни слушатели многу ќе ги интересираат дел од овие прашања за кои што денеска сакаме да ни дадете ваше ценето мислење и секако нели има нашата почитувана македонска јавност да го слушне јасниот и дециден став на она млада енергија која всушност делуваше во создавањето на самостојна, независна и суверена Република Македонија, како и во оние протагонисти кои навистина верува во унитарниот концепт на државата, како и во значењето на македонскиот национален и културен идентитет. Секако сите тие, како и многу други атрибути го сочинуваат ликот и делото на Филип Петровски. Оттаму моето прво прашање е токму така како што и ве представив. Вие сте представник на младата македонска либерална пролет. Изминативе 2 декади сте сведок на општествено-политички процеси и секако сте активен учесник во голем број на политички процеси и настани. Па од тие причини ме интересира какво е вашето мислење за актуелна политичка состојба во Република Македонија. Со задоволство сум тука и поздрав за вашите слушатели. Македонија поминува низ еден мощне тензичен и значаен политички момент. Обидот за насилното рушење на македонската влада на 17 мај, организиран од страна на СДСМ, Сорос и Канвас, за среќа на државата не успеа. Меѓутоа, дека се смирени и дека се помириле со тоа дека не успеале, не сум сигурен, затоа што истите деструктивни сили се уште делуваат. Јас не би ги подценил, тоа се луѓе кои што се на еден пат да исполнат ветување кое што е платено од странство да ја разнебитат Македонија. Истите тие ликови немаат свое национално чувство, немаат точка од која што не би се повлекле кога е во прашање Македонија.
Тоа се ликови кои што сметаат дека промена на име е банална работа. Тоа се ликови кои што сметаат дека федерација е нешто сосема прифатливо. Тоа се ликови кои што мислат дека ако се во фотелјата, тогаш е прифатливо и Македонија да се распадне. Затоа сметам да се врзам на првата реченица дека ова е исклучително значаен политички момент за Македонија, момент во кој се случува притисок за насилна промена на структурата на државата. После пропаѓањето на 17 мај и тој обид за државен удар кој што беше осуетен во Куманово претходно на 9 мај со ликвидирањето на добро организираната група терористи кои што беа убацени во Македонија за помош на опозицијата за да ги изведат своите терористички намери, слично како во Париз, и за да ја ослабнат македонската полиција и за да го остават овој простор овдека пред владата не бранет. Значи, сме и мораме да бидеме будни дека се случуваат многу дезинтегрирачки процеси кои што сега после насилното обидување од 17 се сменети во ново руво. Меѓутоа дека некој се откажал од тие намери, не. Што мислите, на што се должи таквиот антидржавен, антинационален карактер? Значи, знаеме, многу често тоа се дебатира дека станува збор за една паника, нервоза, 9 години надвор од власт, надвор од институциите на систем, со тоа и институциите со кои што вршат влијание и принуда, премногу долго отсечени од она што го чувствуваат како природно, наследено од дедо, прадедо, освоено и така натаму. И сега одеднаш во тој дел можеме во таа ниска битка да ги детектираме и да ги разбереме. Но немањето на што го кажавте вие на чувство кон државата и немањето сенс дека има прашања за кои што треба сите да постои на се македонско обединување, но има некои нешта кои што не заслужуваат да има дебата или да се едноставно да се постава било каква дилема. Како го објаснувате тоа? Многу просто. Знаете што, луѓе што познаваат историјата на Македонија пред распарчувањето, пред Илинденското востание, или од средината на 19 век па до денеска, добро знаат дека се е направено да не постои македонска држава. И тоа не е само во времето на Илинденското востание или во времето на парчењето на Македонија 913 или после Првата светска војна. На иста тема продолжуваат удбашите и внуците на денешните претенденти и првенци од страна на левицата да работат и после 45-та година. Се што е правено да не постои македонски дух, да не постои желба за Македонија, да не постои желба за духовно обединување на сите македонци. Така што не е воопшто чудно и не е воопшто случајно што нивното однесување и денеска е исто како во 45-та кога почнаа ги затвараат младинците кои што се организираа за ВМРО и за Слободна Македонија и за обединување на македонците. Тоа се исти ликови. Генот се пренесува. Кај нив генот е пренесен во таа негативна за жал линија која што работи денеска на разнебитување на Македонија. За жал добро се замаскирани, се представуваат како невладини активисти, како граѓански активисти, како либерални активисти, како борци за правата на хомосексуалците, лесбијките, транссексуалците и што све не, само за да не се открие нивното вистинско лице, дека се тоа луѓе кои што се спремни на се, а дека не ги интересира македонското национално суштествување. И во таа смисла, јас повеќе пати сум зборувал со повеќе луѓе, вистинско чудо е што постои Македонија и нема објаснување, бидејќи се е правено да се уништи. И 903-та, и 13-та, и 18-та, и 41-та, и 45-та, и по 90-та. Значи, во еден историски контекст се случи невообичаен процес со формирањето на нашата држава, а сега во последните 10 години, доаѓам на тезата што ја развивам, се случува едно невообичаено силно зајакнување на македонското здраво национално ткиво. Оние што се креатори на сите поделби на Македонија, со тоа не може да се помират.
и никогаш нема да се помират да тука има здраво македонско ткиво, силна десница, силна и посветена на народот партија која што е на власт. И ќе прават се за тоа да го променат. Самиот процес на фрлањето на бомбите повторно направи уште една грешка. Едната грешка рековме 17 мај и 9 мај. Бидејќи тие се датуми Куманово терористичкиот чин и 17 мај протестот на опозицијата се поврзани настани. Уште еден датум, па ќе се вратам на ова што го зборувам. И 6 мај, кога првпат е нападната полицијата од страна на активисти на опозицијата и се повредени 30 и нешто полицајци, е ден кога навлегува терористичката група во Кумановско. Значи, тоа не е случаен датум и ги мотивирам слушателите да помислат малку, да се присетат што се случуваше, дека практично нема ништо случаено. Така што, од денешна перспектива, не се зборува многу веќе за мај, за 6, 9 и 17 мај, но јас сум тука и сум уведен дека треба да го зборуваме тоа, да ги подсетиме како нашите симпатизери и истомисленици, така и нашите неистомисленици дека знаеме што сакале да направат и дека сме спремни од тоа да се одбраниме. Власта во повеќе наврати, јас у настапи, да речеме и на Јади Бурек, споменавме дека Македонија во 2001 и во 2015 нема ист институционален капацитет, ами има многу повеќе спремни институции и луѓе кои што се прекалени во воени судири, кои што се спремни да ја бранат државата. Тоа не беше сериозно сватено и покрај тие на некој начин јавни предупредувања групата беше уфрлена во Македонија. Сега, значи, повторуваме дека не е ништо случајно повторно да се случи такво нешто. Она што можем да го кажеме, и ги подсетам вашите слушатели, што направија 8 луѓе во Париз, а во Куманово имаше над 30 луѓе. Што требаше да се случи во Македонија за да се разнебити ова здраво ткиво кое што цврсто, се разбира цврсто, ја води Македонија кон економски и политички, па и духовен просперитет. Што ќе направеа тие 30 луѓе ако не беа неутрализирани? И како што и тогаш кажав, таква една група е мощна, тешко да се организира. Долго време е потребно да се истренира и многу пари се потребни да се опреми. Но после настанот во Куманово на 9 мај, најверојатно е дека секоја наредна група ќе биде демотивирана кога знае со што се соочува. Затоа разнебитувачите на Македонија, тие што мислат дека треба да дојде ЛГБТ заедницата заедно со Заев на власт, ќе направат се на друг начин, поинаков, пософистициран начин. Ќе вршат притисок по сите линии и нема да се откажуваат. Но добра работа е што повторно го подценуваат капацитетот на овој граѓанин, на овој македонец кој што зад себе има десетици војни, парчења, расфрлувања низ цела Европа. Пола од нашите граѓани не знаат кај им се бабите и дедовците закопани и се најголем дел надвор од Македонија закопани. Они го подценуваат тоа паметење на нашите луѓе и затоа ќе се соочат со сериозен проблем со овие притисоци што ги прават. Филип, јас мислам дека навистина овој добар вовец во нашто денеска ќе го разговараме, веќе изминуваат 17 минути. Ми се чини дека мене едно по друго прашањата ми доаѓаат, не можам некако да ги селектирам што е поважно да те прашам. Пред да направиме една пауза, сепак би сакала да се осврнеме малку на можеби неблагодарно, бидејќи јас искрено многу време му посветив на лидерот на опозицијата, господинот Зоран Заев, дури толку некоректно што мислам дека него ни познавам, а толку добро, секојдневно анализирајќи го, следејќи ги неговите изјави. Можам да забележам и не знам дали ќе се согласите со мене една основна карактеристика за нивниот актуелен протагонист. А тоа е дека човекот она што изутрина ќе го каже, попладне го негира, за навечер да се расправа за истото прашање. Точно. На што се должи тоа? Тоа се должи на тоа дека човекот е марионета, тој нема своја програма, тој нема своја идеологија. Видовме дека идеологијата е 1 евро кое што треба од секоја трансакција да се слее кај брат му.
очигледно е сребролюбец, направил финансиска империја за многу кратко време и очигледно тоа му годи. Таа финансиска моќ сака да ја надогради со политичка моќ. Добро е профилиран од тие што се над него, што ги влечат конците. И истите знаат дека со вила во Грција или со средства во Швајцарија може да го добијат влијанието врз него. Меѓутоа, го немаат проценето оној момент на нестабилност што човекот буквално не памти што кажал пред една недела или вчера. И на тој начин ги прави залудни нивните напори, бидејќи гледате дека паѓа неговиот рейтинг наместо да расне. Секаде во светот е нормално после 10 години опозицијата да има раснење на рейтингот, освен кај нас, затоа што ние немаме опозиција, ние имаме платена структура, испреплетена со удбашки ликови кои што немаат од што друго да живеат освен од грбот или качувањето на ткивото на македонците и паразитирањето од истото. Така што човекот, иако е многу изинвестирано во него, на вистина нема капацитет да го спроведе тој план. И мислам дека таа нервоза што ја има кај него, бидејќи очигледно му соопштуваат, не си консистентен, внимавај што правиш, има и советници. Таа нервоза, тој обид да внимава кај него, бидејќи има лимитирани интелектуални капацитети, доведува да прави уште порадикални грешки. И тие грешки на крај се претвараат во една гротеска. Филип, многу ви благодарам за досегашниот разговор. Почитувани слушатели, ве поканувам да слушаме кратка пауза за реклами и веднаш се враќаме назад во студиото. Еден е повторно назад, почитувани слушатели, во Концепт со Ина. Денеска дебатираме со почитуваниот доктор Филип Петровски на една навистина интересна тема која што не засега сите нас, сите еднакво, значи сме погодени од прашањето за тоа како ќе ни обстане нас државата и на каков начин сите ние ќе успееме да ги пребродиме сите овие стили и харидби со кои што секојдневно се соочуваме. Доктор Филип Петровски, вие имавте многу интересно размислување околу внатрешно политичките случувања, особено дадовте еден нов агол или ново светло фрливте. Јас со моите почитувани колеги, кога дебатирам, посветуваме внимание на кумановските настани, но не во волкава димензија, како што вие ни ја представивте денес. Отаму би сакала да се задржиме уште малку на внатрешно политичките случувања. Секако дека насекаде ни светот постојат различни видувања во однос на тоа кој концепт би требало да биде поуспешен за да се води државната политика. Да. И секаде во светот постојат различни видувања. Некои се за полиберален однос и во економијата и во општественото битисување, некои се за поконзервативни вредности, заштивни и така натаму. И тука има илјадници варијации на тема. Ние како општество кој што се стремиме да го примениме комплетно либерално-демократскиот принцип на функционирање и владење на правото, стремејќи се кон интеграциите, едноставно тежнејќи да се изедначиме со она што е Западна и Централна Европа, не чувствуваме голема разлика, можеби освен во начинот на нашите плати во однос на живеачката, дури ми се чини дека и во некои работи имаме се уште многу позитивни работи задржано, кои што таму се некако стерилизирани или изгубени со текот на годините. Но мислам дека сме уникатни во однос на тоа кога станува збор за некои основни прашања, колкава разединетост постои внатре во македонското политичко ткиво. Споменавме малку и на почетокот. Вие ги кажавте дел од причините на што се должи истото. Но повторно еве би сакала во интерес на нашите слушатели да се осврнеме на тоа и да го разгледаме едноставно прашањето како е можно некој да има резервна држава. Или како е можно некој да се роди во Македонија, а да тежне кон некоја друга централа, или да мислите дека има опција на некој друго место, или не знам, каков е тој код кој што не разединува и дали само економските причини, дали можеби на лукративните моменти се тие кои што влијаат, или има некоја патологија? Знаете што, имате, овде нема борба на концепти за уредување и развој на државата, за унапредување на животот на граѓаните, туку имате една концепција што ги применува
тие постулати, има таква идеолошка платформа, слободен пазар, либерализам, со варијации на конзервативен пристап кон одредени прашања. И имате друга структура која што нема идеологија, која што нема јасен концепт за државата, меѓутоа добро знае дека сака да дојде на власт по секоја цена. И таа идеологија имате, например, левата затвара фабрики и отпушта 200.000 луѓе. Знаете каков стрес е тоа во едно општество од 2 милиона луѓе? 200.000 луѓе да отпуштите вие. Значи нема никаков хуман лик. Левицата денеска се обидува во светот да покаже хуман лик, да покаже дека се грижи за правата на малцинските групи, за правата на оние што не можат сами да се изборат, за маргиналните групи. Меѓутоа тоа кај нас е исто така перверзно превртено, воопшто не ги спомнуваат тие права, освен кога се работи за заедницата ЛГБТ, затоа што тоа е финансирано, знаете. Овдека имате активисти кои што се представуваат за хомосексуалци за 500 евра месечно. Да. Така што За жал. Да, јас за мене тоа неприфатливо и пак ќе изнесам уште еден корпус на дилеми, наопак се вратам на идеолошката разлика и колку е тоа погубно за државата. Вие имате практично една група која што буквално ги зема странските финанси, сметајќи дека тие им припаѓаат за да се представува како активист. Тие воопшто не се заинтересирани за што станува реално збор, што значи тоа за традиционалните чувства на македонците. И меѓу другото потсетам дека кон крајот на февруари во Македонија беше пред крај промената на уставот со воведување на нови амандмани. Така. Меѓу другото, за два ќе споменам кои што се исклучително значајни, а кои што се стопирани и разорени од страна на опозицијата. Едниот е утврдувањето на заедницата помеѓу мажот и жената како единствена возможна заедница кога станува збор за брак во уставот, и што е многу значајно, бидејќи на тој начин ќе им беше затворен патот на овие девијантни појави според мене во општеството. И второ, воведувањето на лавот за грб на Република Македонија, што кога ќе се усвоеше и уставно ќе беше вграден како државен символ, ќе допринесеше за уште поголемо стабилизирање на националното чувство. Македонците ќе има уште еден символ под кој што ќе се построја, кој што е вековно наш символ. Практично, да не заборавиме дека у оваа борба еден од тригерите и мотивацијата да се стопира она што беше најавено како уставна промена, а исто така и како економски развој, беше добро испланирано кој момент да се стопира. Меѓу другото, застанувањето на целиот овој корпус ќе биде можеби долгорочно со големи последици. И сега се враќам на почетокот на прашањето. Практично, вие немате борба на идеологија, ви имате една цврста и здрава идеологија која што владее со Македонија, која што на 6 мај беше наградена од страна на Европската комисија со изјавата дека се очекува Македонија да има најголем економски раст во Европа оваа година. Истиот тој 6 мај вечерта овде беше нападната полицијата. Тоа не се моменти кои може да бидат случајни. Одбивам дека има случајност. Станува збор за сериозен напад врз нашиот начин на живот. Напад врз начинот на живот на 90% од граѓаните, кои што сакаат семејство, традиционална вредност и просперитет за тоа семејство. Без увезување насилно и брутално на вредности кои што немаат корен. Бачка, тој што е припадник на ЛГБТ заедницата, мене не ми пречи воопшто што тој има такви склоности. Луѓето може да се организираат приватно, си прават што сакаат, но да ми ги продаваат вредностите на сила со геј паради и да се прави од тоа тренд
кои што ќе ги заведува младите, кои што може да бидат заведени кога се помлади, Така е. со сериозна кампања. Така е. За мене е неприфатливо. Иако и има антигеј парада, прв ќе застанам. Затоа што јас имам убедување дека така треба да се спротивставиме. Филип, тука ќе направиме уште една кратка пауза за реклами и повторно се враќаме. Почитувани слушатели, останете со нас. Еве повторно назад во студиото. Часот е 17:32 минути. Времето брзо поминува. Особено, јас мислам дека изборот на моите соговорници е секогаш таков. Тие се секогаш полни со идеи, со сопствени видувања, со многу интересни прикази и анализи кои што заслужуваат да бидат пуштени во етерот, заслужуваат нашите македонски граѓани, слушателите на Радио Слободна Македонија да ги споделат и да ги пренесат понатаму, да размислуваат за истите, бидејќи нашето општествено битисување, ценам почитувани мои, дека е навистина изгубено доколку не го предадеме и доколку не направиме нешто кое што ќе влијае на општествената свест, кое што ќе влијае на сите нас и кој што во нас ќе буди чувство кое што на важност во споделувањето на одговорноста за битните општествено-политички процеси кои ја засегаат нашата држава, нашата сакана Република Македонија. Како што кажав веќе неколку пати денеска, мој драг соговорник е доктор Филип Петровски, со кого разговараме за многу аспекти поврзани за внатрешно-политичките случувања, како и за сите актуелности, нели понатаму предизвици кои што ќе застанат пред нас. Секако, Филип, евидентно е дека покрај внатрешно-политичките проблеми постојат и огромен број на надворешно-политички препреки. Како го објаснувате тоа и кое е вашето ценето мислење? Знаете што, за да се доврши процесот од 1913 година, поделбата на територијата на Македонија, мора да биде сменето името на Република Македонија, затоа што, пак ќе ви кажам, во тој историски контекст, тогаш е поделена Македонија и затворено е прашањето на Македонија. Овде станува Бановина, Јужна, луѓето се прекрстени, забрането е да се зборува на македонски и се сметало дека овој проблем е решен. Меѓутоа, како што непланирано станало, таа животна енергија на овој народ преживеала се и се возроди во 90-та година во своја држава. Па така во 90-та година стана проблем името. Инаку претходно не беше проблем името, затоа што се сметаше дека е затворен проблемот на Македонија. Ја ќе ви кажам еден помалку познат детаљ. 1903 година постои декрет од султанот со забрана за употреба на името Македонија, баш пред Илинденското восстание, затоа што се сметало дека ако се врати употребата на имињата на вилаетите, ќе се уништи процесот на формирање на политичката единица Македонија, односно зрењето на свеста на македонските жители, граѓани, на македонците и со потребата за својата држава. Па после тоа следуваат, знаете, сериозен елитоцит, практично до 907 3 до 4000 лидери на востанието на револуционерната борба се ликвидирани, кои што немаат потомство, што значи дека се сметало дека ова операција е завршена. Меѓутоа, таа операција очигледно не е успешно завршена, пациентот преживел, Македонија е жива. И Македонија не само што е жива, Македонија е силна. Луѓето се Македонија. И сега, поради тоа, вие имате голем проблем на Балкан. Земајќи го во контекст Блискиот исток, бегалската криза, новата студена војна помеѓу Америка и Русија, вие имате едно отворено прашање кон кое што сите ќе изразат епицентрален интерес. И затоа очекувам дека овдека ќе има неподносливи притисоци од странство, да се прифатат одредени аранжмани и да не се им укожа на тие што ја водат државата, бидејќи имаат историска шанса, ама повеќе одговорност,
да издржат на потребите и желбите на македонскиот народ. Денеска слушав за преамбулата. Така. Се најавува повторно промена на преамбулата. Тај да ги подсетиме граѓаните 2001 како беше. Тогашниот председател Трајковски достави до нас, јас бев пратеник тогаш, еден корпус, готов предлог за промена на уставот, и точно се сеќавам дека во преамбулата 2001 година беше избришан македонскиот народ, првиот предлог, и беше напишано како предлог дека таа е држава на сите. Да. Граѓани. И граѓански концепт. Значи, збрише. Јас тогаш реков не, и една група на храбри пратеници, кои што сум убеден дека историјата ќе им го даде местото што го заслужуваат. Јас ги чувам сите материјали и ќе ги објавам. Ние рековме не, ваква преамбула нема да помине и ние нема да гласаме за целиот рамковен договор. Јас инаку и не гласав за 5 од амандманите, иако имав надчовечки притисоци и дури едно време и бев елиминиран од македонската политичка сцена поради тоа. Кога рековме не на таа преамбула, дојде Солана, кој што беше, да речеме, втор човек во Европа по моќ. Тој беше, нели, во тоа време беше на друг начин структурирана Европската комисија и практично тој беше како што е, да речеме, Џон Кери во Америка, како шеф за надворешна и за одбранбена политика. Така. Значи не е баш соодветна споредбата, меѓутоа укажувам дека имаше многу сериозна моќ, можеби не им беше јасно на луѓето, затоа што цело време го спомнува, а никој не објасни никогаш која е неговата сила. Тоа што дојде да не вразуми нас пратеници, радикали, така не нарекоа, меѓу нас таа група бевме јас, Данило Глигоровски, Воја Стојановски, пратеникот на ВМРО што почина во сообраќајна несреќа од Битола, Ѓорѓи, Томе Стојановски. Ние бевме таква една група вака по, да речам, со тврд пристап. И јас му реков тогаш, господин Солана, дали вие знаете дека во Рачиново се пука и се слави вашето присуство во Македонија? И тој го напушти состанокот, но мощно кратко траеше тој состанок, меѓутоа сватија дека таа преамбула нема да помине. Тогаш беше даден втор предлог, преамбула, дека Македонија е држава на македонскиот народ и на делови од народи на другите народи што ги има во Македонија. Таа беше некоја, да речеме, поблага варијанта и очигледно дека, сега зашто го зборам ова вака екстензивно, очигледно дека во 2001 година тој некој си Питер Фейт не завршил работа, па сака сега повторно да го отвори тоа прашање. Оти на нас во 2001 година ни кажа сега ќе смениме уставот за да престане војната и ќе им се даде права на албанците, затоа што они се сметаат обесправени и кога ќе се донесе тој рамковен договор, се ќе биде во ред, затоа што они ќе ги добијат правата што ги бараат. И навистина со тој рамковен договор они се интегрирани во целото општество. Ја не можам да се сложам дека албанците немаат министри, дека немаат пратеници, дека немаат директори, дека соодветно на капацитетите немаат ангажман во било која општествена активност. Меѓутоа, ако е целта да се промени преамбулата за Македонија според најавата на Геровски да биде федерализација, што значи можност да се даде на одреден народ да се отцепи, тогаш на вистина тој некој си од тогаш не ја завршил работата и сега повторно најавува дека ќе се врати. Оно што загрижува е што експоненти во оваа игранка се Геровски од една страна како идеолог и медиумска тупаница на СДСМ, а од друга страна е господинот Заев како лидер на опозицијата, како што се представува сам себе. Значи, они
не се борат за демократизација, они се борат за уставно преуредување на Македонија. Од оној проект што го имавме во февруари за поставување на лав, така, за цементирање на заедницата и други проекти и други промени што беа предвидени позитивни за едно доизградување на уставот, вие сега сакате да ја однесете сосема поинаква правец или насока работата и да зборувате за федерализација и утре да очекуваме и промена на име и делење на Македонија и затварање на прашањево. Што е сега ова? Продолжување на 2001? Продолжување на 913? Па нека дојдат на дуел. Ќе поразговараме. Значи за овие работи ќе поразговараме и со СДСМ, и со Ван Хојте, и со Питер Фейт, и со албанците, и со кој сакаат. Македонците немаат резервна држава. Така. И ние никого не сме стиснале. Јас имам во државниот архив заменик, албанец. Имам вработени таму. Најдете некој да се пожали на однесувањето или дека нема права. Не е точно. Ги имаат сите права. Господине Петровски, ќе ме простите што ве прекинувам, но јас мислам дека во Македонија има сериозен проблем со терор на малцинството врз мнозинството. Например, јас гледам во државните институции голем таков е обемот на работата што мора да се движите, се интересирате, значи некогаш се работат проекти и така натаму, имате потреба од состаноци да контактирате државни служби. Значи, врие од кадар кој што прво не говори македонски јазик, врие од кадар кој што практично е дојден по партиски клуч, по етнички клуч дојден, значи во државната администрација пред се говорам. Например, тоа се случува и на клиника, еве, појдете, не знам, не дај Боже човек да има потреба да појде, значи веќе нема клиника во која што сестрата не ви се обраќа прво на албански јазик, што мене лично ми пречи. Не ми пречи албанскиот јазик како јазик, не ми пречат албанците исто како и на вас, како луѓе, но ми пречи кога се наметнува насилно, значи спроведувањето, и тоа е практично чекор по чекор, она што води кон потоа, значи прашањето кое што ќе отвори, нели, патот до федерализацијата. И тие страшни прашања, мислам дека, и се согласите со мене, не би биле толку голем товар на нашите плеки доколку за тоа нашите предци не дале крв. За оваа држава да се изгради. Јас, пример, често пати кој ќе ме прашаат зошто го правиш ова, зошто едноставно не пишуваш книги, не си предаваш, велам затоа што 45-та година вие, мојот дедо кој што дојде од Сорбона, доктор на науки, го затворивте и го осудивте на смрт, му го земавте целиот имот, само поради една причина. Поради тоа што се бунеше и кој што застана со потписи против предлогот на Ченто и за бараше автономија на Македонија целосно. Значи целосно заокружување на македонска држава, не во Србославија. Заради тоа изгинаа над 10.000 луѓе во 3 години. Јас тие гени не можам да ги уништам, господине Петровски, не можам да плукнам на тоа што дедо ми го направил, го издржал за оваа држава и останал тука до крај, оставил и деца, и внуци, и правнуци и така натаму. Сметам дека повеќето од нас имаме истата карма. И тука е причината, и тука е она што боли. Ке направиме кратка пауза за реклами. Почитувани слушатели, нашиот разговор со почитуваниот доктор Филип Петровски некако доаѓа до самиот крај. Остануваат уште многу работи кои што би сакала, Филип, да ве прашам. Мислам дека навистина има зашто многу да се говори. Не е еден проблем и можно е сложено и има многу аспекти кои што би можеле да се зафатат, но секако времето е толково колкаво што е. Еве, и одамна не сме имале прилика да позборуваме, можеби нашите слушатели знаат, можеби не. Ја раководите една од најзначајните институции во Република Македонија, тоа е Државниот архив на Република Македонија. Како да кажам, вие сте клучарот на тајните на Македонија, имате огромна одговорност на вашите плеки, едноставно раководите со институција која што има особено значење во секоја земја во светот, каде што има сериозен државен систем. Директорот на архивот на државата е едноставно како четврти или петти човек, едноставно третиран со посебно обезбедување и така натаму. Вие се движите слободен, значи институциите треба да се задоволни од сето она што го чувате и го работите, но секако би сакала да ни кажете кои се вашите активности од кога го превзимавте архивот, што правите таму, што планирате во иднина да правите и така натаму. Најавивте една изложба интересна, видов изутринава.
Но така, кажете ни поконкретно. Задутре ќе отвориме меѓународен симпозиум на тема Македонското прашање и Првата светска војна. Ќе имаме гости од 4 држави, ќе трае 4 дена и очекувам од дискусиите на учесниците да произлезат сериозни нови елементи и сознанија на ова прашање. Од проста причина што се поголем број на истражувачи, историчари сметаат дека убиството на Гаврило Принцип на Фердинанд во Сараево е само повод, а всушност незадоволството од поделбата на Македонија е основна причина за почетокот на Првата светска војна. И ова делува сензационалистички, леле, еве сега сами си придаваме на значење, меѓутоа станува збор за меѓународни историчари. Значи не се тоа луѓе од Македонија, не е тоа Филип Петровски, тоа се историчари кои што не се директно засегнати, но кои што објективно го промислуваат тој процес и ги гледаат сите тие случувања во еден континуум. Нели, незадоволството на Австро-Унгарија од тоа што и се спречува излез на Јужното море и поделбата на Македонија, тоа е мощна сериозна тема. За жал во Македонија мощна е минорно третирана. За мене е тоа чудно. Не ми е јасно зошто не се посвети повеќе интелектуален напор од страна на нашата интелигенција да се расветлат токму овие работи. И поради тоа и пријавив и научен труд на оваа тема, ќе ги издискутирам овие работи, ќе има уште неколку луѓе од Македонија. Истата вечер ќе отвориме изложба во технолошкиот креативен центар на Телеком на плоштад, каде што ќе може со музика, со слика и со текст уште еднаш да се проживее тој период. И морам да нагласам дека целиот овој настане под покровителство на претседателот на државата, господинот Иванов, што му дава и посебна тежина. Со тоа што сметам дека поставувањето на добрите односи со Турција, голем дел од делегации од меѓународните учесници се од Турција, мислам дека тоа воспоставување на сериозни односи може да допринесе за отворање на одредени архиви или поточно фондови кои што се уште недостапни за нас, и исто така евентуално откривање на артефакти поврзани со македонската револуционерна борба, Илинденското востание, крвавите настани пред и после Илинденското востание, кои што ако пристапиме раскомплексирано после 110 години може да представуваат елемент на некакво историско недоразбирање, но денешно заедништво, бидејќи припаѓаат не само на Турција, туку и на Република Македонија. Така што мојата акцентирано посветеност е на тоа, да ги отворам некои фондови кои што се недостапни. Пред 2 недели во Стокхолм за прв пат ги отворив фајловите на воените лица присутни по Илинденското востание во Македонија. Станува збор за 15 на кутии материјали. Можна непознат факт е дека тука имало присуство на шведски офицери. Од проста причина што Шведска во тоа време се уште има глобално големо значење, посебно во Европа, и кога ја сметаат за неутрална сила, ја канат да го обзервира однесувањето на турците, русите, австро-унгарците и локалните единици тука, значи Бугарија, Грција и Србија. Практично тие офицери запишуваат све што виделе на терен, го запишуваат односот на сите заинтересирани странки од еден објективен и неутрално стојалиште, што на некој начин представува за нас изворено откритие, бидејќи не се отворени повеќе од 100 години тие кутии, декласифицирани се, биле тајни на времето, и јас нарачав копии да ги донесам во Македонија. Се надевам дека ќе значат многу за историската наука и воопшто за македонците. Исто така откривме извештај за членот 23 од Берлинскиот конгрес во 1878 година, практично статусот на Македонија со враќањето нејзино во како провинција во Отоманската империја, така што мислам дека и од таа страна ќе ги осветлиме
ќе ги осветлиме работите од еден вака непознат агол. И се она што го правиме, распрскани се доста луѓе, истражуваат во странство, нарачани се материјали, неодамна добив доста материјали и од околните држави. Најавена ми е Русија, Австрија, Тоа беше моето прашање Австралија, со русите како стоиме, зашто секаде се истражува. Во моментов истражуваме вестници, се што е напишано за Македонија од средина на 19 век до пред крај на 20 век. За жал ништо не е објавено, многу малку е објавено, а има толку многу материјал. Имаме голема лепеза на текстови од New York Times за Македонија, ќе бидат синтетизирани во една посериозна монографија. Почнавме една едиција на документи верни на оригинал. Имено на 1 август во чест на Илинден го отворив архивот секаде низ Македонија и се договоривме со началниците да ги извадиме најбитните документи што ги имаме, за да може да ги види нашето граѓанство. И тогаш видовме многу сериозни документи кои што предизвика голем интерес кај нашите граѓани што дојда. Иако беше топло, иако беше споен викенд, многу луѓе отсутни, меѓутоа добар дел од граѓаните собра сила и дојда. Тоа покажува дека имаат интерес да ги видат тие документи кои што поинаку не можат никаде да ги сретнат. И затоа се одлучив да почнам една едиција документи верни на оригинал, кои што на некој начин ќе може да им ги понудиме на сите граѓани, на целата наша диаспора, да ги имаат за символична сума како нивна собственост. На документите стои печат дека е верно на архивот според сите законски позитивни прописи, значи не може да бидат злоупотребени како вистински оригинали. И тука испечативме, да речеме, на писмо на Гоце Делчев, едно од 40 што ги имаме како оригинали кај нас. Потоа отпечативме документи подпишани од Шенто за прогласување на македонскиот јазик за државен јазик, Илинден за државен празник, декларацијата за меѓународно признавање на Македонија од 1991 година. И таа едиција сега веќе може да се купува во сите сувенирници, но моја интенција е да ја има на што повеќе места. Ќе може во скоро време и онлайн да се нарачува во склоп со модерните технологии. Ќе организираме советувања, ќе поканеме сите школи да доаѓаат на увид. Сакам да направам мал архивски музеј, каде што ќе ги извадам сите тие копии, да го отворам што повеќе луѓе да доаѓаат во него, за да се сообразат, за да ги видат на лице место херојствата што се направени. Знаете што? Вие за Ченто знаете дека бил председател на Македонија, го затвориле комунистите, го ликвидирале, зошто се залагал за Македонија, бил во основ има споменици и толку. Никој ги нема видено оригиналните подпишани документи од Ченто. Ченто ги има подпишано најбитните документи за државноста на Република Македонија. А тие документи до ден денеска се многу ретко покажани на јавност. Јас тоа ќе го променам. Господине Филип Петровски, ви благодарам за денешното учество во Концепт Соина. Не случајно е сите оние кои што соработуваат со вас и кои што биле под ваша управа или ваши соработници, не кажуваат дека Филип Петровски е навистина покрај голем македонски патриот и добар соработник и човек кој што умее да направи тим околу себе и да извлече идеи со кои што ќе ги унапреди институциите во кои што работи, но и ќе остави зад себе трага која што е особено значајна и врз база на која што неговите наследници ќе можат да градат понатаму како што секој успешен човек работи во својот животен концепт, професионален концепт. Од таа причина уште еднаш длабоко благодарам. Може ли уште една минута? Ајде уште една, зашто мораме веќе да се одјавиме во режија ми титка. Имам свидетелство за храброст со мене, подпишано од Чакаларов, за македонски четник, на кој што му се потврдува дека учествувал во одредени битки 903 година, 8 јуни, по стариот календар. И ова наскоро ќе го објавам како документ верен оригинал, па ќе може да се восхитуваат нашите граѓани и на ова. И не само тоа, уште многу документи ќе извадам. Филип Петровски, ви благодарам за вашето денешно учество.
Радио Слободна Македонија е трговско радиодифузно друштво. Јас сум доктор Иванка Додовска, автор и водител на емисијата Концепт Соина. Денес е 7 декември 2015 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Бидете ми здрави, живи, срекни, весели и сакајте си ја државата. Сакајте ја Република Македонија. До слушање до следниот понеделник. Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.